Јавното предпријатие за водовод и канализација со нова акција можност до граѓаните да ги платат за останатите сметки за вода во зависност од износот до 24 месечни рати. На оваа тема во продолжение разговараме со раководителот на секторот за наплата Зоран Недевски. Добро утро. Добро утро, Иван. Ви благодарам што сте заедно со нас. Ова е прва акција која што вашето предпријатие за годинава ја спроведува 2021. Всушност започна официјално вчера на 15 март и ќе трае до 23 април. Што покажаа ваквите акции, да речеме и оваа пандемска година, споредбено со 2020 година, кога веќе одржавте две вакви акции? Вака, јавното предпријатие Водовод и канализација како општествено одговорно предпријатие формирано е да се грижи и да биде сервис на граѓаните на градот Скопје. Сето овој во минатата година која што беше пандемиска и оваа година која што е пандемиска го покажуваме со секојдневно присуство во домовите на граѓаните. Значи, сведоци сме дека ова предпријатие и покрај сите проблеми кои што настанаа со ковид кризата, ги испорачуваше своите услуги во континуитет. Граѓаните на градот Скопје беа задоволени и во летните и во зимските периоди, значи со доволно количество на вода и квалитетна вода. Минатата година јавното предпријатие, согледувајќи ги и анализирајќи ги работите, движењата кои што беа настанати поради причината, знаеме сите зашто, токму така. Да. Согледувајќи ја социјално-економската состојба на граѓаните, се осмеливме на такви чекори да се откажеме од дел од приходите, односно од каматата за задоцнато плаќање, и превземавме две акции минатата година, кои што беа во време трајање од по 45 дена. Сите тие вродија со плод, така да 2020 година ја завршивме ликвидно, во поглед на домаќинствата и за останатите сметки. Идентично, значи, со 2019 година. Оваа година ние продолживме да го следиме трендот, односно анализите да ги вршиме, со цел да можеме да ја испорачаме квалитетната услуга и понатаму. Отидовме повторно на овој чекор и Управниот одбор на јавното предпријатие Водовод и канализација донесе одлука за отплата на заостанатиот долг без наплата на камата, со тоа што дополнително дозволено е, дадена е можност граѓаните да заостанатиот долг можат да го исплатат, како што и вие кажавте, до 24 месечни рати во зависност од висината на побарувањето кое што го има предпријатието. Да објасним убаво за сите оние кои што сега не гледаат и имаат заостанати сметки и сакаат да си улеснат во домашниот буџет, 24 месечни рати во зависност од износот на заостанатите сметки. Колкав треба да биде износот? Значи, кому е дозволено, а на кого не? Границата со која што започнуваме со склучување на договори за отплата на заостанатиот долг на рати е од 4.000 до максималниот број на побарување кое што го имаат граѓаните. Почнувајќи од 4.000 до 7.000 се две рати, па се движат 3-4, и долговите кои се повисоки од 110.000 денари можат да се сервисираат на 24 месечни рати. Така, значи, оние кои што, пластично да објасниме народски, кои што должат 4.000 денари, можат на 2 месечни рати. Оние кои што должат 7, веќе се зголемува бројот така на ратите до максималната. Има ли заинтересирани граѓани? Вчера започна акцијата. Што треба да направат? Треба да дојдат кај вас. Малку период на пандемија, како се организиравте во тој поглед? Значи, граѓаните кои што сакаат да добијат одложено плаќање, односно сервисирање на својот долг со склучување на договор на рати, мора да се јават во јавното предпријатие Водовод и канализација, затоа што физички мора да се изготви, да се подпише тој договор и да се завери кај нотар. Вчера, токму така кажавте, започна акцијата. Во текот на вчерашниот ден веќе имаме 70 склучени договори. Јас само да напоменам, минатата година оваа можност во двете акции искористија околу 1500 граѓани, кои што се го сервисираат долгот и ден денеска, значи во зависност од висината на долгот и ратите кои што им се овозможени. Значи, тие луѓе секој месец си го сервисираат долгот.
Во периодов, значи, во нашето предпријатие во континуитет се почитуваат препораките, мерките за заштита од ковид кризава. Надвор пред влезната врата, значи, се почитува протоколот за ред, за дистанца држање. На секој од корисниците кои што влегуваат во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, значи се мери телесната температура, се врши дезинфекција на рацете, бројот на посетители во самите простории на јавното предпријатие е со ограничен број, значи не се создаваат гужви, се со цел избегнување на проширување на заразнава болест. Во текот на денот, значи, во неколку наврати се вршат и дезинфекции со цел заштита како на граѓаните, така и на вработените во јавното предпријатие Водовод и канализација. Значи, сите мерки и сите протоколи се почитуваат и нема да дозволиме да се случат неубави работи поради оваа пандемија. Акцијата ќе трае до 23 април. Очекувате до 23 април да се зголеми бројот на граѓани кои што ќе дојдат кај вас? Ова ве прашувам во контекст на тоа дека и рековте ликвидно ја завршивме 2020 година во поглед на сметките кои што беа заостанати од страна на домаќинствата. Тука може да направиме споредба и со предпријатијата, и тие имаат истата можност. Очекувате да се зголеми бројот на граѓани кои што ќе дојдат? Каква е состојбата во поглед на колкав број, може ли да кажеме точна бројка или грубо колкав број на домаќинства имаат заостанати сметки над 4000 денари? Значи вака, од анализите кои што се направени, имаме, не е мала бројката и не е занемарлива, затоа и отидовме на овој чекор и повторно, значи, акција за наплата без камата. Значи, јавното предпријатие Водовод и канализација обслужува околу 250.000 корисници на територија на град Скопје. Од анализите кои што се спроведени, значи, над 5.000 денари имаме некаде околу 25-30.000 корисници. Имаме сега, во зависност, значи, од таа анализа која што е спроведена, имаме и поголеми должници и очекуваме дека граѓаните ќе искористат оваа можност како за одложено плаќање, така и за готовинско плаќање. Значи да не заборавиме и готовинското плаќање во овој период е ослободено од наплатата на камата поради задоцното плаќање. Целиот износ треба да биде платен и тука ќе се велите ќе бидат ослободени од каматата, ама треба целиот износ да биде платен. Не. Како значи, тоа? Доколку граѓанинот должи 20.000 денари, ако во овој интервал од 15.3 до 23.4 изврши уплата на 5.000 денари, тие 5.000 денари нема да бидат обременети понатаму со пресметка на камата поради задоцното плаќање. А така, колку е можноста, остатокот ќе му остане? Така. Да речеме, за остатокот би можело да се договори на ратите? Може. Добро, ова се можности кои што пред се треба да ги слушнат граѓаните за периодот кој што следи, да можат да се организираат пред се во домаќинствата. Ги споменавме предпријатијата. Како се тие во поглед на домаќинствата? Значи, кај предпријатијата имаме минорен пат. Имаме минорен пат, како во фактурираната реализација, така и во наплатената реализација. Значи, многу повеќе се одрази кај компаниите, кај предпријатијата оваа пандемија, отколку кај домаќинствата, меѓутоа и таму имаме низ за акции, низ за сегменти кои што се превземени за зголемување на платата, така да во овој интервал веќе доаѓаме на некои позитивни нули таму. Добро, сепак нека биде ова апел и до компаниите. Токму така, важи и ова за компаниите, освен за локалните и државните компании. Добро, тие не влегуваат во оваа акција. Споменавме неколку пати дека 2020 година, како пандемиска година која што ја почнавме и ова ја наследивме, таква е година ќе биде, сте ја завршиле ликвидно во поглед на 2019. Ако ова не е прва акција, ваквите акции што овозможувале предходно? Комплетна, да речам, ликвидност како предпријатие ви овозможуваат или како? Значи, во минатиот период не сме се осмелувале толку многу и често да правиме вакви акции. И на волку рати. И ратите се овозможени, значи, за граѓаните сепак. Ратите
се мерка која што јавното предпријатие Водовод канализација има низа години наназад за одложена отплата на долгот и истата си вродува со плод, значи самото одложено плаќање вродува со плод. Меѓутоа не е начин да граѓанинот, знаете како, му создават една обврска за останатиот долг да го подмирува на рати, меѓутоа редовните сметки да не ги сервисира. Се наоѓаат во таква состојба, така да не е мала бројката на граѓаните кои што ги гледаме со првата акција, склучија договор, со втората повторно склучија договор за преостанатото побарување, сега со третата веќе повторно се склучуваат. Знаете, се создаваат дополнителни обврски и буџетот се оптеретува. Најдобро би било да можат да го сервисираат долгот кој што го имаат склучено на рати со договори и плюс да ги сервисираат редовните сметки, тогаш би дошле до некое ниво кога не би задирало веќе во буџетот, би биле на салдо нула и би продолжиле понатаму да си ги сервисираат редовно. Добро, ако имате начин никој на злоупотреба од страна на граѓаните, велите кога ќе им се даде можноста, па веќе се презема како начин на извршување на обврска, размислувате при тоа да воведете некој ред во тој поглед, да речам некој кој што постојано име тоа како навика, не, видете, да не им биде пракса или пак... Ние минатава година и оваа година ги почитуваме комплетно мерките кои што се донесени од владата и од здравствените органи, значи и од регулаторната комисија. Дадоа препораки да не се врши исклучување како на граѓаните со цел нели заштита поради состојбава која што настана. Ние сето тоа се трудиме и го почитуваме, меѓутоа во иднина кога сето ова зло ќе го снема, ние ќе продолжиме тековно со работењето, значи нас законот покрај тужењето ни овозможува и исклучување на неплаќачите, ми разбирате. Мора да се подсетиме и на нормалното функционирање. Значи да не заборавиме како функциониравме до вчера и до завчера. Јас се надевам дека оваа година ќе дојдеме до некое ниво на нормално функционирање и ќе се вратиме на старите патеки. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам. Официјално кажуваме дека вчера започна акцијата, но подсетуваме дека ќе трае до 23 април и се надевам дека голем број на домаќинства, навистина слушнавме голема бројка од ваша страна, ќе искористат оваа можност. Се надевам и јас, имајте пријатен ден.